Гледате Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски со колегата Ацо Кабрамов, продолжуваме понатаму. Чест ми е да го најавам нашиот следен гостин Ацо, господјата Милица Стојанова. Повод е големата награда што ја доби на фестивалот Манаки во Битола пред неколку дена, награда која се нарекува голема звезда, што е награда за животно дело. Практично и е во серијата на награди. Морам да споменам дека господјата Милица Стојанова, кој памти, кој знае, и покрај оваа награда претходно ги има 11 октомвриската, 13 ноемвриската, Стерина награда во Нови Сад и Војнен Чернодирски и по две. Така? Така. Еве, само јас на почетокот, Борен, ќе ми дозволи да ја стиснам раката на госпоѓа Стојанова, да ви честитам и да ви посакам здравје и спокојни години и денови. Благодарам. Да ви се врати. Ќе почнеме од Битола. Како поминавте? Како голема звезда? Како голема звезда. Многу убаво, прекрасно, возбудливо. Не е мала работа да се добие таа награда. Да. Особено Но зад неја има многу минат труд. Да, голем труд. Голем. Многу енергија. Многу, но ние, актерите, кога работиме, најодморени сме. Така? Не чувствуваме замор. Замор ни е ако седиме пасивни. Малку чудно, ама така е. Работите за аплаузот. За аплаузот, за публиката. Не само аплаузот ќе дојде ако го пренесеме она што имаме задача да им кажеме, што треба да им кажеме. И тогаш аплаузот ќе задоволство. Како ја оценувате публиката во Битола на Манаки? Како ви се допадна? Прекрасно. Велат сите, јас никогаш не сум велат дека тоа стварно убав настан во Битола, убав свет се собира на вистина луѓе кои почитуваат филмската уметност. Како знаат да го поздрават актерот. Они стануваат, они аплаудираат, неуморно, не запираат. И битолчани се горди на фестивалот му Битолскиот театар и собира престижен многу, Да, многу интересно, многу убаво. Таму има театарска публика во Битола многу. Има, но со години го имаат и овој фестивал и веќе има традиција. Фестивал кој за волја на вистината се проби на едно барем европско ниво, се наметна. Но меѓународен. Да. Клаудија Кардинале беше таму, беше заедно две звезди. За чудо никој не ме представи. Макар да седеше едно седиште каши мене, но јас како домаќинка македонка, кога се симнав од сцена и кога се качував нагоре Милица. Тоа е Милица. Јас и придов и ја поздравив. Таа ми кажа нешто на италијански, ја освен паланечки, друг странски јазик не знам. А добро, свати дека има често големата звезда да се... Па имаше филмче за мене, ме виде на сцена. Значи грешка на протоколот што не ве запознале. Тоа е нивна работа, никој не се потруди ни од министер, ни од... Да, и од протоколот, култура. Добро, не е битно, не е битно. Па битно е, како тоа е наша традиција, е сето што е однатвор да е многу поценно, многу поважно, нашето може да причека. А реакцијата, еве, протоколот и официјалните представници очигледно слабо по ова прашање. Како публиката како реагираше на најрадата? Фантастично. И мислите на Клаудија? Не, за мене фантастично. Не запира, просто викам да застанам уште да трае и да постоев горе, они уште ќе аплаудира. Неверојатно. За вас претпоставам дека ова е навистина голем успех со оглед на тоа што јас пред малку кажав некои од важните награди кои ги имате добиено, но тие се воглавном за вашиот придонес во театарската уметност, а ова е сега за практично признание за вашата улога и вашиот придонес во филмската уметност, во македонската кинематографија. Имам голема дејност на филмот, кој што не се знае,
Јас ги имам насинхронизирано скоро сите наши колешки од Словенија, од Хрватска, од Србија, кои што ги играа улогите, нам не ги даваа нашите режисери. Јас место нив говорам, нема да ја заборавам Неда Спасоевиќ во Зет. Она седеше 3 дена во студио да види кој ќе ја насинхронизира. И Рули наш златен вика, Милице, плачи. Викам, не можам да плачам, не да не плаче. Знаеш ли што значи да се надгради кадар, а не да станува и вика, Рули, Милица то дивно ради. Ја имам у очима, она у грлу. Ја немам више шта да радим ту. И вика, јас сум среќна вие што ќе ме насинхронизирате. Ама чекајте, не е само на синхронизирање, вие сте во Исправи Јас се ја Делфина. интерпретирам ролјата. Вие имате роља во Исправи се Делфина, срекна нова, тетовирање, пред дождот, ако не се лажа. Не, таму имам роли. Да. Не, него крвава македонска свадба, место Бера Чукич. Секаде. Имам меѓу многу, да не знам дали вреди. Манаки ви е практично првото признание за Филм. филмската, за Да. придонесот во филмската уметност. А кој од рољите на филмот ви е највака за вас? Најдрага? Многу драга ми е во денови на искушение Божидарка Фрајд. Таа е мала улогичка, ама многу ми се допаѓа. Некако се најдовме. Јас во интерпретацијата, таа во изгледот нормално. Сите роли. Да. Не Оливера Вучо, не да спасо, ова Арнерич, кого ли не. Многу. Но сепак вие Интересно сте е. театарска актерка. Театарска. А што ви е фали ли повозбудливо? театар? Што ви е повозбудливо? Камерата или овие како што се нели Или комуникацијата со публиката тука значат живо. Не. тој непосреден контакт со публиката. Голема разлика има во играњето пред камера и на сцена во театарот. Разлика има. Огромна. Како радиодрамата што има разлика. Веројатно тремата е можеме да поголема. предпоставиме Не, то како се е. се различни. Веројатно и кај актерот тремата е поголема кога е на театарските штици пред публика. Само во почеток. На почетокот. Да. Добро, само таа е во позитивна почеток. трема. Да, обавезно. Таа е а потоа позитивна. таа престанува затоа што почнува ликот да се движи на сцена. А да ме прашам, нели е сепак филмот по провокативен, по возбудлив со оглед на тоа што сепак таа роља која ја имате на филмот останува запишана на филмска трака. Апсолутно. За жал театарските представи, Ништо, кој видел, само кој не видел, не видел. сликички и едни оскудни најчесто рецензии, вика, ролите ги одиграа тие сите. Вика, во рамките на своите можности. Добро, ние рецензии А сме кои немале, беа да. можностите? Тоа е Добро, рецензија. тоа се Да, случува рецензии сме така. немале. Но кој си ги чува фотографиите, мене многу ми значат. Мене ме викаат архивар. И сум. Добро е, што Јас има некој. собирам, јас имам од сите представи, Да. кој ќе ги видам, Живеете. заживува Да. одново представата во која. Ви фалат ли театарските штици сега? Ви фалат ли театарот? Театарот ми фали, но јас го живеам уз сликите. Одите Јас ли ги на некоја гледам. представа? Па јас колку се Одите ли знам, на представи? Како не одам? Да. Како Да? не сакам? Сега е мод. Секогаш, кога можам, Да. веќе Така е. возраста е тука. Кога можам, Сега има одам, нова но генерација со на актерки, години, актери. Јас сум знала во драмски да седам дома, 10 пати сум гледала некоја представа. Што има вечерва во театар Гешо? Тоа и тоа. Не знам што е, прашај. Одо, ја викам да гледам пак. Да. Може би не е прашањето едноставно да го одговорите, но вие сте човек кој точно може да направи споредба за состојбите во кинематографијата, театарската уметност некогаш, времето 60-тите, 70-тите години, и она што сега го имаме како квалитет во театарот и кинематографијата. Има една основна работа
Ние учевме од едни извонредни великани наши, дикција, вие ме слушате и сега јас како говорам. Литературниот јазик беше многу спазен. Дикција, чистота, логичен акцент. Мислам дека младиве, дали е во прашање академијата или нивниот неинтерес, не Јас знам. предпоставувам дека е системот во прашање повеќе, бидејќи и ние, Ацо, како Користиме помлади скопски новинари сленг. во радио, не на пример, сме. Скопје не учеа на дикција на времето. Тоа не постои сега како Сега школа. Не сме. Мене никој не морал да ме учи, јас ги слушав другите како говорат. И така го купував, го крадев занаетот. А сега немаат интерес да гледаат туѓа представа. Јас и ден денеска сакам да гледам што чини, што не чини, што са... Имаше една представа во Драмски 50-та јубилејна и јас одам и еден златен колега вика, пак дојде, вика, да ја гледаш. Идеш да учиш како треба да играш. Не, викам, во случаев како не треба. Они многу импровизираа. Разлика има голема, многу дисциплина имаше тогаш, не можеше да се импровизира на сцена. Јазикот се негуваше, се поинаку беше, поинаку. Јас да речеме 2 часа пред премиера сум во театар, а на обична представа час и половина. А сега не е таа дисциплина. Има некои кои 10 минути пред представа ќе рипнат. Сега да може да можете да одите да одиграте представа, која улога би одиграли, која ви е најдрага од оние што предпоставувам имате повеќе. Сите ми се драги, но имате ли желба да можете здравствено да одиграте? Јас секогаш ја двојам дејство на Гама зраците врз седнишните невини, мојата луда Бети Беатриса. А сега, бидејќи јас сите години, од 92 сум пензионер, до минатата година јас упорно играв. И Алма Малер ја одигра во новиот театар, сега доживеав и тоа. И сега имам мигови кога велам Бети или Алма. Која сега е поважна? Двете ми се значајни. Двете би ги одиграле? Би. Има и други, да не ги спомнувам. Да ве прашам за театарот нов, кога го споменавте. Вие го памтите стариот театар? Како не, 11 години бев таму. На тоа место, истото место. Да. Какво е чувството сега во нова зграда, која е практично копија на старата зграда? Ама не е старата. Вие мислите дека ние не знаеме, јас не знам. Јас после земјотресот дете. Ја викавме Белата убавица крај Вардар. Така Така викавме. А сега е жолтата убавица крај Вардар. Од надвор е бела, но она жолтеливо што е внатре мене ми пречи. Мене. Немам право, но јас си го земам тоа право. Затоа што треба да биде битно оноа насцена што ќе се покаже. За на таа споредба ве водам. Апсолутно, да. Многу убав репертоар игравме. Сега гледам дека почнува и во двава театра да се има. Еден период имаше еден репертоар кој не беше за криза репертоарска, стравично беше, а на времето се играше многу значајна литература, многу значајни драмски дела. Многу гостувања имаше. Ние гостувавме секаде. Режисери од каде се не доаѓа. Сега ова го говорам повеќе за драмскиот. Да, драмскиот беше во Југославија, беше доста познат и успешен. И битолскиот беше. И битолскиот. Да. Може на друга тема преминеме? Може. На актуелните. Можеш. Ја следите, нели, ако не ми е страв, ќе ви одговорам. Актуелните случувања ги следите во државата и ги следам и да не сакам
Они толку се наметнуваат да морам да Па и ги граѓанин сте на оваа држава Да, и да, ме интересира што се Сигурно. случува. Така. И сега ова со референдумот, оваа тензија цела, како ја доживувате? Збунета сум од луѓето колку се на две различни мислења поделени. Тоа не ми се допаѓа. Мислам дека луѓето треба да се сплотени, но тоа е тоа. Постои една за некој реална драма за тоа дека ќе го изгубиме идентитетот. Вие сте човек кој учествува во изградбата на тој идентитет со вашите роли, со вашата креативност, вашите креации уметнички. Како вие ја доживувате таа релација на тој македонски национален идентитет и ова што ни се случува сега, овој компромис кој треба да се направи со Грција? Јас сум збунета што некој говори за идентитетот, а заборава да го говори убавиот литературен македонски јазик. Јазикот, тоа сум јас. Што рекол Блаже Коневски, јазикот е нашата татковина. Да. Затоа сум македонка, оти го говорам тој јазик, ама го говорам. Така е. Не го зборувам, го говорам. Да, го говорам. Ако сум од Крива Паланка, чуден дијалект има, но мене ми е овој јазик. Тоа ми е професија пред се. Има други некои случувања. Сите велат не ја давам Македонија, да не ми го земат. Па пишува дека Македонија постои таму. Да, името никој не може да ми го земе. Чудни работи. Луѓето или не умеат да разберат, некои од луѓето, или премногу им се наметнува тоа да... Постои манипулација. Манипулацијата од политичарите, да. Но во секој случај станува збор за едно прашање кое има еден емоционален карактер. Да. Кај секој македонец, да. Бидејќи сепак никој не е среќен со тоа што името нели треба да се менува, но од друга страна мене ме радува дека останува Македонија. Сега македонскиот јазик. Македонскиот, се останува, тоа го знаеме. Ама сега ова горе што се сменило, па колку пати бевме социјалистичка, федеративна, не знам, федеративна, народна. Фиром сме сега. Не, а она како се викала за време Кралска Југославија. Секако си... Јужна Бановина. Јужна Бановина, да. Заради тоа, мене не ме збунува тоа, не ми пречи. Јас... Додавката северна не ви пречи, сака да кажеш. Не, ако веќе треба, ако се дошло до тоа, после голем напор, животот е компромис. Мора да се оди напред. Во компромисот нешто мора да и едната и другата страна да попуштат. Мора. Бидејќи, ете, нели, на политичарите им е полно устата со тоа идентитетот, заштита, одбрана на идентитетот и така натаму. Можете ли да направите паралела меѓу тие декларативни заложби за идентитетот да се сочува и она што е реален влог во зачувување и развој на македонскиот национален идентитет, што воглавно се прави преку културата? Културата од секогаш била на маргините. На маргините, но ние сме издржувале, нема проблем. Но има нешто друго чудно. Како не можеме да сватиме ова е бело, ова е црно. Што е подобро? Мене тоа ме збунува. Зошто упорно инсистираме на тоа ја губиме Македонија? Како ја губиме? Каде ќе ја изгубиме? Ама никој не ни ја зима. Ама не тргнала никаде за да ја изгубиме, таа си седи тука. Прашањето е колку ние успеваме да ја дадеме субстанца на таа наша Македонија. И затоа ме прашувам. Не сите, не секој, зависи кој колку. Институциите кои се одговорни за таа работа, колку навистина се посветени на создавање на таа субстанца, на тој дух кој треба да го... Се плашам дека не се битни институциите,
туку политиката. И медиумите. Медиумите и политиката, Да. политичарите. Политичарите Тие го не може поделија да се народот. договорат кој е кој. Да направат национален консенсус околу Тоа е некои тоа е тоа. државнички прашања. Чувствувам дека не им е битно таа Македонија што нон-стоп ја кажуваат, туку им е битно ја што сакам. Чудно нешто. Чудно нешто, да не можеме да се разбереме како луѓе. А тоа не резили надвор да употребен еден груб збор. Тоа не треба да се срамиме за такви. Мислите дека актерите, театарски, филмски, се ангажираат во доволна мера општествено за да помогнат општеството да својот авторитет да го искористат, да помогнат општеството да одговори на овие предизвици? Не, затоа што има колеги кои им е најбитно да не бират средства да одат да земат некоја пара. Ние сме навикнати цел живот за мали пари да работиме. А они сега трчаат, се приклонуваат кон една, кон друга партија. Не е во ред тоа. Тоа му шкоди на театарот. И на самите актери. Репертуарната политика во театар, ако е правилно одбрана, таа може и tekako да сугерира одредени грешки што се случуваат во општеството. Па и тоа треба да е уметноста, е често коректор. Јасно. Со својот препознатлив израз уметнички, дали е... Тука се случува грешка и репертуарна. Очигледно. Да. Имате ли од вашата генерација колеги, колешки со кои што комуницирате уште оти многу има и заминато? Многу сум радосна што многу млади колеги и колешки комуницираат, ми се јавуваат, а од втората генерација сме само Джундева и јас. Само уште вие? Само, не се даваме. Зејна е, да гричкаме пензијата, ние ќе продолжиме. Затоа и посакав уште многу спокојни и мирни денови и години. Морам да кажам нешто. За Битола да се вратам. Не можам да објаснам колку сум благодарна и задоволна и почестена од односот на Игор Иванов Изи. Не пропушти да ми обрнува внимание сето време. Неверојатно нешто. Изи ви ја додели наградата во името на друштвото на професионалните... Точно, но можеше да ме остави, после да не... Цело време беше со огромно внимание кон мене. Морам тоа да го кажам. Во обид протоколот да го надокнати. Не сакам да кажувам за тие работи. Госпоѓа Стојанска, и кажала на Клаудија Кардинале, јас сум домаќин. Па нормално така се знае, да се знае кој е домаќин. Никој не очекуваше дека јас ќе ја поздравам, но господјо, јас сум македонка, вие сте кај нас. Да. Да ве прашам, од поновата генерација актерки светски, која ви прави впечаток? Светски или наши? Светски. Светски. Не можам да двојам сега. А наши? Јас уште се држам за она генерација на времето како Клаудија Кардинале. Не, нека секоја честна Клаудија, но има една Бет Девис, има една Джоан Крафт. Не, зборувам за генерацијата на Клаудија Кардинале. Добро. Софија Лорен. И Джина Лоло Бриджида, сите, но јас имам други. Други критериуми. А наши имаме добри актерки. Имаме и актери, имаме, тие се талентирани, школувани, се. Само изја настана една голема празнина на постари актери и младиве, за да можат да може постарите да ги усмеруват во некои работи, како нам што јас е направена. Да.
Да се пренесе... Нема, се млади, а младост е младост. Искуството е Талентирани важно се, многу, да. талентирани се, нема збор за тоа. Добро, господи Станова, ви благодариме што не почестивте со вашето присуство, Благодарам и јас. да одбележиме Па уште многу награди. Не, доста е. Ајде, Зошто? младите веќе нека примат. Да. Доста е, доста е. Да. Да. Вие ги следите, нели? Да. Имате понуда за нова некоја улога? Нема, и јас велам Би дека... можеле да одиграте? Ај, зашто да не? Прашувам. О, како не? Сигурно. Значи Не нема да мора одбиете? Не, Сакам да кажам. тоа велам, доста ми е, нема да играм, ама не сум сигурна ако некој рече, има, јас не Малку. бирам. Ова морам да го кажам, младите не го знаат тоа. Они сите стремат кон централни роли. Да. А не знаат дека Некогаш малата може да- роља само Да. голем актер може да ја одигра. Да. Зашто во големата, централната, ќе се сокријам зад авторот. 5 сцени да направам одлично, а малата или ја правам или не ја правам. И е можност да се Да даде избие. печат стој да се даде на... Да. Но ќе научат, има време. Се разбира. Да. Значи, може да биде предизвик некоја мала улога да... Не сум мала сигурна роља дека ќе речам да ја не. прифатите. Сигурно. Па така е. Си ја сакам професијата, Така што е. да правам. Ви благодариме. Да, ви благодарам и јас и многу. Благодарам. Продолжуваме со отвореното студио. Подоста имаме следниот гостин, доаѓа од Бриселацо. Да. Човекот кој Велешанецот отиде кој на што од Велес до Брисел возеше од Велес со до точак. Брисел на точак за да пренесе порака од Македонија во Брисел и вчера е вратен од Брисел и доаѓа во Студио. колку часот е кај нас? Па, негде околу 16 16 и 20, така. 16 и 20. Продолжуваме поратаму со отвореното студио.